Најмалку 5 мина, меѓу кои поранешниот заменик министер за земјоделство Трајан Димковски, поранешен директор на Агенцијата за стокови резерви и уште тројца раководители од истата институција се приведени во големата акција, што утринава ја спроведуваат од Оделот за сузбивање организиран криминал во МВР во координација со обвинителствата во Скопје, Куманово и Тетово. Тие се приведени под сомнение за злоупотреба на службената должност. Осомничените со неизвршување на своите службени должности придонеле да се отпишат 1.500.000 килограми меркантилна пченица и 500.000 килограми јачмен од стоковите резерви, со што на државниот буџет му била нанесена штета од околу 780.000 евра. Акцијата ја потврди државниот обвинител Љупчо Коцевски, но без да открие повеќе детали. Имам информации дека се вршат претреси на одредени локации во Скопје и Куманово, меѓутоа за да не се отежне или осуети акцијата, во овој момент не можам ништо да ви кажам, туку само дека се работи за основи на сомнение за кривични дела злоупотреба на службена положба и овластување. Во теков на денов, откако ќе завршат претресите, ќе дадеме и соопштение по потребно. Од СДСМ реагираа дека станува збор за монтиран случај кон Трајан Димковски. Власта фатена во огромниот скандал со ИПАРД, тежок 130 милиони евра, прибегна кон единствено што знае – спинови и политички монтирани случаи. Власта ги оштети земјоделците за повеќе од 130 милиони евра со мега корупцијски скандал кој води директно до Трипуновски и Мицкоски и за кој нема никаква одговорност, ниту политичка, ниту правна, велат од СДСМ. За сега акцијата трае и се уште нема потврда дали некој од осомничените ќе има мерка притвор или други ограничувања.